Започнуваме со регионалните вести. По целата должина на патот до рекреативното место Бањиче има одрони. Минувачите секојдневно се соочуваат со опасност, како на патот, така и на тротоарите, каде има огромни наноси од земја, дрва и камења. Вака деновиве изгледа патот до рекреативното место Бањиче. Луѓето кои ова место го одбираат слободното време да го поминат во природа, се изложени на опасност од одрони кои се случуваат по целата должина на патот. А има и такви кои овој пат пеш или со велосипед го поминуваат и 2 пати во денот. Истите, за да ги одбегнат наносите од земја, дрва и камења, го користат тротоарот, но наместа и тој е зафатен од поголемите одрони. Сега тамо нема ни зид, ни ништо, да само туе што го ставиле, а тие камени да беа пред неколку денови, овдека каменот 2 тона. Мазала што ќе пројде со кола некој или пешки, ти идеш на свој пут, тој не каже кога паѓа. Ќе ако те фати и готово. После прилаз овија кој ќе изјавиш, не идат одма, кој ќе јави човекот ваке зафатен пут, ти треба одма, може има човек болен, може умрел, некој треба да се јави таму, да дојде од путот, не може да го носи. На овој путот 2 пута у ден идем. Има после вечера на кај 11 сат у ноќ, 11:30. Ја можем само да истакнувам дека вистина ни пешчен. И ова, например, не знам, како фирмите вака го направиле се неадекватно, не направено никако се, бидејќи отроните гледат дека вложувањето било многу. Значи, не знам на кој начин они ги изработиле ова работа. Ова не е прв пат. Пред месец дена повторно беат отроните, па исчистија, па се го гледате како е патот. Ова многу тешко ми паѓа, бидејќи вложувањето вистина било вложување, тоа работата не било како што треба. Опасност. Па да гледа горе, например, тие земјата се откорна целосно, се некој на жалост може и да фати некого човек, например, да има несреќа некоја. Оти поминуваат со колите овде, поминуваат многу луѓе овде, се задобањани. Многу е тешко. Што може изненадно да излизга земјата и готово. Може да се направи беле. Прво не е заштитено местото како што треба. Тоа. Пошто гледам ја по автопатишата се стават мрежи, заштитна мрежа. Ама тука кај нас изгледа војнички се вика трчачим кораком е направен патот, без план, без тоа. Како рекреативец колку често поминувате од тука? Па можем да ви кажам, освен зимата кога врне, секој ден сум горе, речи се. Вчера вечер до СВР Тетово бил пријавен најновиот одрон кој паднал на локалниот пат Тетово-Бањиче во должина од 10 метри и со ширина од 8 метри. Известени биле надлежните за одстранување на одронот, но додека нашите камери го снимаа прилогот, тоа не беше случено, иако беше најавено негово расчестување во текот на вчерашниот ден. Патниот правец кон рекреативното место Бањиче се обновуваше како дел од проектот за реконструкција на горниот тек на реката Пена. Беа поставени кратки подпорни ѕидови, кои по се изгледа недоволно си ја вршат нивната функција. Патот наликува како речиси и да не бил обновен. Општина Гостивар ја заврши кампањата Вистината за Дуј. Портпаролот Јасин Демири денес ја одржа последната пресконференција, на која најави дека случаите ќе ги пријавуваат до надлежните органи. Од денеска ќе престанеме со кампањата Вистината за Дуј. Но не за тоа што немаме нови докази и злоупотреби, туку за да отвориме простор на надлежните органи да действуваат во согласност со утврдите прекршоци. Воемно ве информираме дека сите повреди и злоупотреби кои сме ги утврдиле во текот на надежната контрола, односно за сите случаи каде што постои основно мнение за отворени прекршоци или кривично дело, сме ги пријавиле пред надлежните органи. И тоа пред Министерството за внатрешни работи, Финансиска полиција и јавно обвинителство. Покрај тоа, што сме побарале контрола од Државната ревизија, сме побарали и од Трудовата инспекција и Државниот инспекторијат за образование
да спроведуваат вонредни контроли за цел вистината да излезе на површина. Советот на општина Тетово утре, петок, 30 март, ќе одржи четвртата седница. На дневен ред е поставена точка за избор на председател на Советот. Експозитурата на Шпарка се банка во Тетово започна со работа на нова локација. Се наоѓа на булеварот Илинденска во рамки на трговскиот центар. На нова локација во Тетово продолжува со работа експозитурата на Шпарка се банка. Се наоѓа на булеварот Илинденска во рамки на трговскиот центар. Значи денеска сме тука заедно со нашите клиенти во чест на свеченото отварање на новата експозитура на Шпарка се банка во Тетово, која како што можете да видите е изградена со највисоки модерни стандарди и современи истовремено, а со една цел нашите клиенти да имаат подобри услови, подобра комоција за реализирање на секојдневните банкарски транзакции. Уште еднаш Шпарка се банка потврдува дека е тука за своите клиенти, дека е банка на нивните семејства и дека секој момент инвестира во нив и сака што подобро да ги обслужува своите клиенти. Шпарка се банка е банка членка на Штејрмаркише и Ерсте групација, австријски капитал, една од најстабилните и најголемите групации во светот. Отворањето на експозитурата е во исто време со новото мото на банката "Верувај во себе". Со новата локација ние имаме и ново мото на работа. Новото мото на работа е "Верувајте во себе", за да ние веруваме во вас и да ве поддржиме. Што сакаме да укажеме дека она што е најбитно за успех било на семејствата, граѓаните или за компаниите е тие да веруваат во себе, да имаат иновативни идеи и добри бизниси, а ние имаме знаење да ги процениме, да ги поддржиме и да градиме партнерски односи и на тој начин да дадеме придонес во растот и развојот на регионот и на градот Тетово. Банката е присутна во сите градови во Македонија, ги има сите производи, а покрај стандардните производи, деновиве банката оди со потрошувачки кредит за енергетска ефикасност, кој што исто така има во просек до 20% поврат на парите, донација. Исто така имаме стамбен кредит заедно со Европската банка за обнова и развој. Исто така стандардните кредити за малите компании, за големите компании, а во наредните 30 дена ќе имаме нова иновација за стартап бизнисите. Експозитурата во Тетово брои 7 вработени. Двајца тетовци синоќа се нападнати од 6 лица на возраст од 18 до 20 години. Нападнатите се на возраст од 22 години. Инцидентот се случил во близина на центарот на Тетово синоќа околу 21 часот и 50 минути. Двајцата тетовци запреле со возило пред угостителскиот објект на крстосницата на улиците Благоја Тоски и 107 во Тетово и без повод и причина. Веднаш биле физички нападнати од 6 лица, кои повеќе пати ги удриле со метални боксирачи, тупаници и клоци, нанесувајќи им видливи повреди. Тие ги собориле на асфалтната површина и брзо го напуштиле местото, изјави портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Повредените се обратиле за лекарска помош во Тетовската клиничка болница, а за тоа доставиле соодветна медицинска документација. Инаку нападнатите претходниот ден имале одредени неразбирања и расправија со еден од напаѓачите. Се работи на целосно расчистување на пријавеното и на откривање на сите инволвирани во случајот. Полицијата вчера во Тетово спроведе акцијска контрола за техничка исправност на возилата. Со вчерашната акцијска контрола за техничка исправност на возилата кои вршат јавен превоз во Тетово, вкупно опфатени биле 75 возила, претежно автобуси и комбиња, од кои 50 испратени се на вонреден технички преглед. При прегледот, ке 13 возила откриена неисправност на сопирачките, поради што веднаш се исклучени од сообраќај и на возачите изготвени им се прекршочни платни налози, како и 2 барања за поведување прекршочна постапка. Покрај тоа, при контролата констатирани се 11 други видови прекршоци.
За сега непознати сторители помеѓу 27 и 28 овој месец, незабележани од никого, му го земе возилото на 67 годишен гостиварец, кој го паркирал на улица Кочо Зози во Гостивар. Возилото Opel Astra со гостиварски регистарски таблици било со клучеви во браво и во него се наоѓал разновиден алат. Вредноста на одземеното возило и алатот според сопственикот се проценува на 100.000 денари. Се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на возилото и за откривање на сторителите. Намалени се максималните цени на вкупно 336 генерички и 222 оригинаторни лекови, односно така наречени иновативни лекови, соопшти Министерството за здравство. Намалувањето на максималните цени доведува до намалување и на големопродажните и малопродажните цени на лековите, кои ќе важат од 1 април 2018 година. Оттаму најавуваат дека и во иднина ќе продолжи да се надградува методологијата на цените на лековите како рационална мерка со цел реално следење на целата политика на лековите во интерес на граѓаните. Намалени се максималните цени на вкупно 336 генерички и 222 оригинаторни лекови, односно така наречени иновативни лекови. Намалувањето на максималните цени доведува до намалување и на големопродажните и малопродажните цени на лековите, кои ќе важат од 1 април 2018 година. Заштедата ке генерички лекови на годишно ниво изнесува 993.000 евра, додека кај оригинатори, односно иновативни лекови, изнесува 1.388.600 евра, или вкупно 2.381.600 евра. Британската полиција соопшти дека верува дека поранешниот двократен агент Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија првпат дошле во контакт со нервниот агент со кој се отруени на влезната врата од својата куќа. Најновото откритие во истрагата за труењето на Скрипал и неговата ќерка е значајно затоа што ова е првпат полицијата да понуди какво било навестување за тоа каде е Скрипал отруен, па истрагата во следните седмици ќе се фокусира на нивната куќа, а не на блискиот парк, каде се пронајдени таткото и ќерката во несвесна состојба. Повеќе од 130 луѓе можеле да бидат изложени на реакцијата на хемиското оружје по труењето на Скрипал и неговата ќерка. Русија за прв пат по советскиот период изврши воен вежбовен лет преку Северниот пол до Северна Америка, изјави денеска министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Во говорот пред високите војни команданти, Шојгу рече дека летот е изведен од руски противподморнички авион. Тој не соопшти кога се случило, но неговата објава е во момент на големи поморски војни вежби кои ги изведуваат САД и Велика Британија во Арктичкиот круг во време на зајакната напнатост меѓу Западот и Русија поради труењето на двојниот агент Сергеј Скрипал на тло на Велика Британија. Италијанската полиција уапси 5 лица поради врски со Анис Амри, тунежанецот кој во 2016 година изведе напад со камион на новогодишен панаѓур во Берлин. Полицијата наведе дека верува оти еден од осомничените ги набавил лажните италијански документи со кои Амри патувал низ Европа. Во нападот во Берлин загинаа 12 лица, а десеттици беа повредени кога камион влета помеѓу штандовите на божичниот панаѓур. Прелиминарните резултати од тридневните избори покажуваат дека египетскиот председател Абдел Фатах Ал-Сиси ќе биде реизбран на функцијата. Медиумите од земјата јавија дека тој освоил 92% од гласовите. Единствениот противник на Сиси беше Муса Мустафа. Експертите кои се критички настроени кон власта соопштија дека кандидатурата на Муса е со цел да се покаже дека има конкурентност на изборите, кои беа осудени и од опозицијата. Неколку други потенцијални кандидати беа уапсени или им беше забрането да учествуваат на изборите.
Во пожар во полициската станица на северот на Венецуела загинале 68 лица, соопшти обвинителството на таа земја. Една невладина организација претходно соопшти дека настрадале 78 лица, главно затвореници, и дека е во прашање бунт во ќелиите во главната полициска станица. Поради големиот број затвореници во казнените установи, некои затвореници ги издржуваат своите казни во полициските станици, иако во законот е предвидено во тие станици уапсените да не бидат подолго од 48 часа. Добитничката на Нобелова награда за мир, Малала Јусафзаи, се сретна со пакистанскиот премиер Шахид Абаси по неколку часа откако се врати во незината родна земја. Малала за прв пат е во посета на Пакистан, откако беше застрелана во глава од страна на талибанците во 2012 година. Според соопштението, Малала треба да разговара со пакистанските власти за можностите за промовирање на образованието во руралните региони. Малала беше застрелана на 15 години поради нејзината борба за образование на женските деца, пошто беше подложена на медицински третман во Лондон, каде сега живее. Времето денес беше сончево и потопло со мала облачност и со слаб до умерен југозападен ветер. Утринските температури се движеа од 2 до 6, а дневните од 7 до 15 степени. Утре не очекува претежно сончево и потопло време, со слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од 5 до 11, а дневните од 12 до 17 степени. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!